Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва наш гостин е Сашо Кузаревски, секретар на културно-уметничкото друштво Орце Николов од Скопје. Веднаш да кажам, во пресред на нивниот голем јубилеј, 80 години од нивното постоење, јубилејот ќе биде во месец април, поточно на 8 април, ние сакаме вечерва да поразговараме за ова културно-уметничко друштво. 80 години, односно 8 децении, не е мал период. Тоа е еден малку повозрасен човек, кој што има 80 години, да речам во својата подоцнежна, позна возраст. Но верувам дека вашето друштво, иако има 80 години, дека е полетно, затоа што има многу млади и младост во самото друштво. Па кажете ни нешто повеќе, што значат овие 80 години на кут Орце Николов? Орце Николов е друштво кое што формирано веднаш после ослободувањето од синдикатот на тогашните металски работници на аеродромот Скопје. Благодарно за оние што го формира и до сите генерации што во овие 8 децени успеа да го изградат овој фолклорен аматеризам на некој начин, овие фолклорни самодејности, бидејќи Орце Николов е еден од првите зачетоци на овие фолклорни самодејности. Во неговата историја сигурно дека може многу да се говори. Поминале повеќе од 15.000 членови, добитници сме на околу 400 домашни меѓународни награди и признанија, и од семејството на Орце Николов се произлезени и врвни уметници кои што оставија трајни белези во македонската култура. Еден Драган Ѓаконовски Шпато го има прво формирано джез оркестрот тука, еден Александар Џамазов, Анка Гиева, Виолета Томовска, Кирил Манчевски, Костурчанките, Муарем Сербезевски, Есма Реджепова и Ѓорги Димчевски, Тофедра Кулевски, значи една плејада на врвни уметници кои што ќе повторам дека оставија трајни белези во македонската култура. Малку да ви помогнам, бидејќи пред себе го имам текстот што вие ми го дадовте пред емисијата. Во ова друштво членови биле Илија Николовски Луи, точно, Никола Мартиновски, Александар Џамбазов, Димитар Масевски, Кочо Петровски, Благој Петров Караѓуле, Виолета Томовска, Кирил Манчевски, Есма Реджепова, но и Вики Среброва, Славка Младеновска, Тодор Трајчевски, Пеца Атанасовски. Точно. Навистина ретки, значајни, знаменити личности. И кога говоревте за наградите, вие спомнавте дека сте друштво со голем број награди и признанија, а јас сепак би прочитал некои од нив, зашто нели вака на хартија не се забораваат, не може да се испуштат. Вие сте добитници на орденот Заслуги за народ со сребрени зраци од председателството на поранешна Социјалистичка федеративна република Југославија, на 4-то јулската награда од Сојузот на Сдруженијата на борците, на некогашната НОП во Југославија, наградата Климент Охридски, наградата 13 ноември, повелбата на културата, доделена од Собранието на Републичката заедница на културата, но и на годишната награда Феникс на општината Центар, но и на наградата на Златна бубамара на популарноста за трајни вредности и многу други награди и признанија. Знам дека ви се сите тие драги и дека се тие признанија за она што вие секојдневно го работите. Но, обично се вели наградите и признанијата се за сите членови и за самото друштво. Ама сепак најголема радост на членовите во културно-уметничките друштва
се нивните другарства, нивното другарување, но и патувањата. Па ајде малку да проговориме за патувањата. Кажете вие каде по ваше сеќавање сегде сте биле, јас сум ќе ве надополнам. Јас сум веќе 40 години професионално во ансамблот, а речиси 50 години како член во ансамблот. Под мој раководство се реализирани повеќе, само под мој раководство реализирани повеќе од 120 домашни меѓународни патувања. Сигурно дека Орце Николов отвараше секогаш нови простори, покрај учество и добиени на врвни награди од најзначајните фестивали во Европа и во светот. Единствен е нашиот ансамбл кој што има добиено 3 гердани од Дижон, Франција, така. Значи 64-та, 68-та и мојата генерација 88-та успеа да го донесе златното одличие во конкуренција на 55 ансамбли од светот. Браво. Исто така во Ланголен, во Англија, кој што беше на изворни инструменти, исто има освоено први места за оркестарска изведба, за вокална и инструментална изведба, исто така. И тука може да кажем дека на тие фестивали почетоци своји направиле една Виолета Томовска, кој што низиниот бујко Благој Петров Караѓуле има донесено во ансамблот, исто како член на ансамблот, а ние во нашата архива имаме и членската карта од неговото членување и отварање на нови простори кај што Орце Николов исто така може да се фофали, што е многу значајно за Македонија. Например, бевме дел од една светска делегација во Северна Кореја за роден ден на тогашниот преседател, односно дедо на сегашниот преседател на Северна Кореја, со представници од Миланска скала, од врвни институции. Исто така, 78 година бевме присутни во една делегација поширока на тогашна Југославија, баш конкретно нашиот дел беше во областа на фолклорот, во Куба, исто каде што на тој светски конгрес беа повеќе од 200 ансамбли од цел свет присутни. Отворивме први простори во Бразил, исто така, за да пред некоја година бидеме и во Обединетите Арапски Емирати на представници на Министерството за култура и на Македонија на експо во Дубај, така да тоа се навистина едни многу значајни простори. Бевме многу исто во овие земји за кои што претходно ги наведов, бевме доста интересни затоа што сепак сме ние една мала земја, а имаме толку силен и снажен фолклор да они особено бевме интересни, често не канеа по медиуми за да малку повеќе дознаат за нас. Јас благодарам за надополнувањето на признанијата што сте ги освоиле во Франција, тие се многу значајни, а мислам дека на гледачите посебно им се допадна и ќе ја запомна таа информација дека сте биле во Северна Кореја, бидејќи сигурно тоа е ретка привилегија и реткост што некој може да се случи. Но, вие како амбасадори на фолклорот, на македонскиот фолклор во светот, сте биле и во Соединетите Американски држави, во Канада, Бразил, Куба, понатаму Англија, Белгија, Холандија, Швајцарија, Шпанија, Германија, Италија, Чешка, Словачка, Полска, Португалија, Романија, Кипар, Турција, Словенија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Бугарија, Босна и Херцеговина и така натаму и така натаму. Лично ќе ве прашам, бидејќи ова емисија и покрај тоа што говориме за Куд Орце Николов е еден мал портрет и за вас лично, бидејќи вие со децении сте во друштво. Во која земја бевте најбомбастично, да речем, пречекани? Каде најмногу ви се израдува? И тоа е првото прашање, а второто, каде пак вие бевте изненадени од приемот, од дочекот и повторно би сакале уште еднаш да отидете таму? Мислам дека за силината на македонскиот фолклор доволно говори што секаде сме навистина пречекани со големо одоволшевување и на публиката, и на присутните, и секогаш сме добиле покана за повторно гостување.
може би за мене, ако би издвоил, иако не би сакал, имала знам дека не благодарно многу гостување, многу настапи, околу 6800 концерти има Орце Николов во својата историја, според нашите забелешки. И меѓутоа освојувањето во Дижон на мојата генерација, кој што во тоа време беше еден од најсилните фестивали во светот и што имав јас заедно со една моја колешка да го примам на сцената Златниот Гердан, значи беше едно посебно чувство пред 7000 публика со една интернационално жири со 55 земји, со врвни ансамбли од светот, завистина беше престиж. Во состав на нашиот ансамбл беше тогаш една Вања Лазарова, исто како член на ансамблот, врвни инструменталисти, исто, нажалост, кој што не се дури еден момент можам да го кажам дека Вања Лазарова колабираше од среќа кога успеавме кога слушна дека го добивме тој Златен Гердан. Така да на индиректен начин ми одговоривте дека најмногу сте биле возбудени, вознесени во Франција. А може би ми одговоривте и на второто прашање, може би повторно пак би сакале таму да отидете, или? Па не, навистина секаде публиката, како што реков... А каде не сте биле? Каде сакате да отидете, Сашо? Па ние неколку подолги децени комуницираме со Австралија, меѓутоа заради пресе од економски причини не успеавме да направиме едно гостување таму и може би е штета што Орце Николов досега и тој дел го нема, нажалост, забележен, иако бил на сите други концерти. За окружите овој пат околу светот. Да, сигурно. Или има една книга, позната книга, патот околу светот за 80 дена, ама вие за 80 години патувате. Јас особено би сакал да потенцирам дека 80 години е во континуитет, без никаков прекин. Сега сме сведоци со почит кон многу јубилеи, меѓутоа со големи празни. Ретко е да има континуитет цели 80 години без никаков прекин. И тоа навистина во континуитет со врвни резултати, тоа се генерации кои секој на свој начин си давал еден свој придонес во презентацијата на македонската култура. Ајде да прашам, во светот, зошто толку многу ви аплаудираат? Необични се нашите облеки, премногу складна е вашата игра, музиката им се допаѓа, знам дека ќе речете дека ова е целина, ама сепак, пошто сме ние толку специфични, толку различни од другите, па ги освојуваме овие врвни награди и признание? Зошто македонско фолклор се издвојува? Баш по својата специфика. Ако Македонија била и се уште земја, односно крстосница на многу патишта. И тој седмоосмински такт? И јас не само седем, значи ритмовите се посебна една приказна, за не случајно врвни уметници од целиот свет доаѓаат да го истражуваат тој аспект. Меѓутоа целиот спектар еден многу покомплексен, значи од песната, од музиката, од обичаите, од костимот, особено костимот каде што е запишан кодот на македонецот. И тоа е многу битен сегмент затоа што тој многу кажува, многу елементи. Да, и спојот на тие доминантни бои. И сето тоа, значи самата таа силина ни дава да кај присутните гледачи да им дадеме една навистина, една фолклорна магија и не случајно е што постојано тоа трае со децении. Еден наш долгогодишен кореограф и фолклор работник Тофе Дракулевски кај нас беше 4 децении беше, 4 децении беше во нашиот ансамбл. Он имаше една реченица баш во овој контекст. Значи, она што е Бразил во фудбалот, тоа е Македонија во фолклорот. Иако сме мала земја, меѓутоа навистина е премногу силна и јас многу често се љутам на луѓето кои што фолклорот го гледаат во една пежоративна смисла, навредливо, и тоа, бидејќи јас сум сведок на неговото значење, што тој значи за Македонија, за презентацијата. Токму тоа сакав да ве прашам сега. Што е за вас лично фолклорот? Не случајно ве прашувам. Значи, јас често кажам дека тоа е
синтеза на културата на еден народ низ вековите, а нашиот народ се знае дека има огромна една традиција. И презентацијата на македонскиот фолклор на некој начин е соочување на нас самите со себе, но соочување и со другите култури. Тоа е можност да ние го прикажеме целиот овој раскош за кој што и претходно говорев. Иако фолклорот се знаеме дека доаѓа од англискиот збор фолклоре, кој што значи фолк, односно луѓе, народ, и лоре, кој што значи нешто, некој труд, мудрост, односно народна уметност, иако има многу различни дефиниции за фолклорот, меѓутоа тоа е сублимат и од многу други дисциплини, и од книжевноста, и од ликовната уметност, обратување на чигатанки, хумористичниот дел, вицовите, исто така во литературата, вајарството, грчарството, дури и наивата и така натаму, така да е тоа една таква комплексна дисциплина, така да иако кај нас повеќе кога се зборува за фолклор се гледа народната игра и евентуално обичаите. Така. И сега во рамките на таа светска фолклорна ризница, македонскиот фолклор зазема, како што кажам и пред малку, свое посебно место, и тоа со своите карактеристики, односно мелоритмичноста, темпераментот, разноликоста, шармот и многу други нешта кои што само нам ни припаѓаат. Тоа е факт. Значи, ние преку сите овие форми гледаме да го популаризираме тоа, и тоа доволно говори за силината. Често јас говорам дека за квалитетот на македонската жена, која што во децени, столетија наназад изработувала едни такви врвни народни костими, кои што се навистина секаде каде што одиме привлекуваат внимание. Многу често сака да ги допрат, да видат како е тоа изработено, и кога ќе видат дека внатре го има тој наш македонски код кој што зборува за историјата на нашиот народ, уште повеќе му дава значење. Претходно говорев и за мелоритмиката, и за сето тоа, значи сето тоа е една комплексна работа и дава навистина едно огромно значење на нашиот фолклор. Може би ќе звучи како мала и грозборка, но јас, инспириран од вашето кажување, ќе кажам дека фолклорот е дел од нас и ние сме дел од фолклорот. И никој не може и нема право да го намалува, да го минимизира постоењето и значењето на фолклорот. Бидејќи без фолклорот нема ни идентитет, нема ни посебност, нема ни припадност. И во таа смисла, не случајно, и вие лично сте се определиле за фолклорот. На гледачите да им кажам дека вие сте дипломиран етнолог и антрополог на Природно-математичкиот факултет во Скопје, поточно на Институтот за етнологија и антропологија при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. А од 1987 година професионално вработен во ансамблот за народни игри и песни Орце Николов Скопје. Па веднаш да прашам, кога сме тука, зошто се определивте за фолклорот како ваша животна и професионална професија? Значи, вие добар дел кажавте, јас често говорам дека фолклорот е извор и устие на македонската душа, дека тука е запишан нашиот идентитет и извор и вруток. И затоа тоа е постојана инспирација. Како повеќе се навлегува во него, така и уште повеќе се открива незината оригиналност, специфичност, и тоа му дава она што ме интригира, за да од почеток се нафатам да професионално работам и што повеќе навлезам во оваа материја. За жал, има многу уште работи што не се истражени, се повеќе
и информатори има на терен и затоа треба секој момент да се користи за да што повеќе осознаеме, за да му дадеме секогаш и една нова нитка на една нова димензија на нашето фолклорно творештво. Дали Сашо Кузаревски како дете, прво како дете, а подоцна и како момче, сакаше да биде дел од некое културно-уметничко друштво, да членува, да игра, да се занимава со фолклорот? И дали ви се оствари тој детски сон подоцна? И дали сте среќни што сте сите овие години, а рековте веќе 40 години, 4 децени, токму во културно-уметничкото друштво Орце Николов? И како и сите млади, сега, да речем, во моето време имаше многу помалку медиуми. Так. И народната музика и ова беше, да речем, на некој начин ограничена и повеќе присутна во семејствата. Во денешно време, каде што има наплив од медиуми, од социјални мрежи, младите луѓе се повеќе под влијание на најразлични музички и други текови во животот. И затоа, можеби нас не било тогаш полесно да се определиме. Како и сите, да речем, повеќе машки деца, и јас бев еден период со спортот, значи бев и на дел од фудбалскиот клуб Вардар во генерациите баш оној на Панчев кога бевме. Имате и висина и стас. Ова се. За фудбал. Меѓутоа некако повеќе ме привлече фолклорот и навистина не жалам затоа што она што е мисијата на ансамблите како што е Орце Николов и презентацијата на нашата култура, на овие светски фестивали, запознавањето на другите култури и почитувањето на другите култури, зашто ја често зборувам, осознавајќи ја другата култура, уште повеќе ќе се осознаеш и себе си. И тоа богатство на креација што сепак јас го имав во овие 4 децении професионална работа во ансамблот Орце Николов и покрај сите тешкоти и од економски аспект за обстојување на овие ансамбли, сепак има една духовна исполненост и можност за креативност и доколку се најде начини да успее ова сето наше твориште да се презентира како во земјата, така и во странство. Бидејќи сте образован и едуциран фолклорист, како што кажав пред малку, на тоа и сте дипломирале, вие сте и активен учесник и предавач на повеќе фолклорни семинари, така и на семинарот Фолклорни бисери во организација на Горан Аллачки во Берово, тоа во Македонија, но и во Цирих, Швајцарија. Па кажете ни нешто повеќе за тоа. Како е да се биде предавач, да се пренесува знаење и искуство пред луѓе кои што навистина го сакаат, го ценат и го почитуваат македонскиот фолклор? Па Горан Аллачки беше дел од нашиот ансамбл и јас бев вклучен во дел од оние семинари кои што тој ги работи, значи македонски фолклорни бисери. Секако дека покрај овие семинари што ги наведовте, јас имам исто одржувани доста и други семинари и во Холандија и во Русија и често на најголемиот дел од овие фестивали каде што сме присуствувале, речиси во целиот свет, има и посебно секогаш се одвојува простор за тие едукативни работилници, така да имаме и голем број на други можности да се презентира нашата култура. Сакам попрецизно да ве прашам, подиректно, кои се Сашо посетителите на тие работилници, на тие семинари, на тие ваши предавања и што им предавате? Дали надгледно тоа го представувате? Значи, фолклорот, како што реков, значи македонската игра, песна, обичај, имаат огромно богатство, вака кога самите посетители ќе можат од една обична редовна изведба да ја согледаат. Меѓутоа, кога на тие посетители, најчесто странски гости или учесници на фестивали од другите ансамбли, каде што разменуваме култура, каде што ќе им се образложат
Детално, поединости, што сака да се каже со таа изведба, со тој обред, со тој ритуал, тие добиваат сосема друга представа, други сознанија и тоа се подига на уште едно повисоко ниво. Например, ние имавме во организаторот бараше на еден фестивал во Франција исто да се презентира свадбените обреди од Скопскиот регион, каде што ние го изведувавме свадбениот обред во одредени делови и запиравме за да им го објасниме, после тоа и да слушаме прашања од присутните, најчесто во училиштата, децата да знаат што, впрочем, тоа представува. И тоа се интересни моменти, едно огромно искуство за да осознаеш што и нив, впрочем, ги интересира. Апсолутно. Вие донесовте вечерва овде повеќе материјали, меѓу нив и еден флаер на кој што е тешкото, зурлата, тапанот. Македонија не може без тешкото, но ја донесовте и ова монографија. Сега ќе славите 80 години, но ова монографија е објавена по повод 75 години. Повеќе од игра и песна, така е насловот на книгата. Монографија, издание посветено на 75 години на културно-уметничкото друштво Орце Николов. Еве и гледачите додека ја говорам можат да видат една групна сцена. Да. Значи јас ќе морам да ве коригирам, значи културно-уметничко друштво бевме во старто, сега согласно новите закони сме ансамбл на народни игри. Да, сега е веќе ансамбл. Да. Прифаќам. Имаме многу, јас целта ми беше за да сето она што генерации го работеле, имав некоја обрска према сите оние што го граделе Орце, да го подкрепам тоа со што повеќе материјали. Успеав да обезбедам голем број на материјали кои што помогнаа во подкрепување на сето она што Орце Николов го работело. Значи, на наставни списанија на еден Guardian, на Daily Post, тоа се врвни вестници и денеска каде што има објави за Орце Николов, речиси од целиот свет. Успеав да го најдам и првиот вестник 47 година каде што е објавувано за смотрите во Република Македонија, исто со учество на Орце Николов и милион документи кои што говора за програмските определби на почеток кога имало и джез оркестри, и драмски секции, и хорови, една многу по-комплексна и тогаш било културно-уметничко друштво, за со тек на време се сведеме повеќе на фолклорната дејност и се дојдеме до она што сега го носим името ансамбл на народни игри и песни. Ансамблот Орце Николов, меѓу другото, како што реков и на почетокот од емисијата, постојано анимира и вклучува нови млади членови, има подготвено дури и пазли, низ игра да ги состават тие сликички и да направат слика поврзана со фолклорот. Значи, овде е тешкото, а овде е македонската народна носија. Но, тоа не е се. Вие постојано организирате и хуманитарни концерти. Јас сакам посебно за тоа да ви честитам, бидејќи помагате. Помагате на оние на кои што помошта им е најпотребна. Па ние сме доста сме помагали секогаш кој имаме можност учествуваме на тие хуманитарни концерти. Може да кажам дека и за нашите иселеници и во Австралија и во Шведска, кога беа запалени клубот, односно црквата во кој што тие работија, исто правевме заеднички концерти со други ансамбли, со тогашната Матица за иселеници, сега Агенцијата за иселеништво, и дел од приходот одеше главно за обнова на фондот на носи, така да секогаш се обидуваме во рамките на можностите колку можеме да бидеме дел и од овие хуманитарни акции. Така да тоа е мисијата, затоа постојат овие друштва и тоа е дел од таа мисија која што ние постојано ја следиме.
Сакам да ве прашам за ансамблот Орце Николов денес. Овде прекрасно имате напишано, запишано. Ансамблот Орце Николов ги применува новите едукативни методи во изучувањето, обучувањето и зачувувањето на изворноста и автентичноста на фолклорното творештво, применувајќи современ сценски приказ во презентацијата. Ансамблот Орце Николов преку своето делување сака да биде легитимација кон и во светот. Мислам дека е навистина многу концизно, многу сеопфатно и визионерски кажано. Ќе додадете ли нешто за ансамблот Орце Николов денес? Па, ансамблот, како што рековте, мора да бараме нови современи форми. Дел се овие печатени пазли, каде што преку слика значи им достапуваме на децата, ги анимираме децата од најмала возраст, за да можат тие да се сосознаат со играта, со носијата и така натаму. Неодамна имавме јавен час каде што го организиравме исто за пошироката јавност, за да може да се запознае што впрочем се работи и со какво богатство ние располагаме исто во ансамблот Орце Николов. Сигурно социјалните мрежи сега се многу присутни и фолклорот веќе добива и живее на сосема поинаков и подинамичен начин, како што прочим и ние и секојдневно и живееме. Така да мораме да бараме се повеќе нови форми, затоа што и младите се повеќе живеат во урбани средини, традициите и изворноста, оригиналноста не им е толку блиска, така да со вакви едукативни работилници и нив ги доближуваме до значењето и до богатството на нашето творештво. А за да ги доближиме уште повеќе, јас ќе ве прашам многу конкретно да ни кажете каде се просториите на ансамблот Орце Николов, значи каде се наоѓаат, во која населба, но и не само тоа. Колку членови имате денес, една мала лична карта за заинтересираните родители и нивните деца ве најдат и дојдат слободно кај вас, да се пријават, да се вклучат. Значи, Орце Николов во моментов работи во сутеренот на Македонската опера и балет, Така. поранешната дискотека на така наречена на МНТ, која беше во една руинирана состојба, меѓутоа и во оваа прилика благодарност и до Ја реновиравте, ја средивте, во Министерството за култура и на владата на Македонија која што ни го одреди, што ни го додели, ни го остапи тој простор и навистина со голем труд успеавме да го направиме еден вистински музеј, едно место каде што има изворедни услови за работа и за презентација, и што е многу битно да... Значи во зградата на операта и балетот. Да, во сутеренот, да. Значи, еден преубав простор кој што навистина со многу труд успеавме да го направиме, меѓутоа сега сме често не посетуваат делегации, туристи кои што доаѓаат во Скопје, бидејќи сме во самиот на градот. Орце Николов има речиси 670 костими од речиси од цела Македонија и од мал музеј просторите и од земјите на поранешна. Колку членови имате со шудења? Сега околу 200 членови се. Како се поделени во категории? Имате во категории се од најмала, како што прочем се и во училишното образование, значи од најмала возраст преку детски групи, возрастни и ветераните исто така се присутни. Исто така може да кажам дека ние успеавме благодарение на нашите државни институции да бидеме и дел од врвните институции во културата во Македонија, значи покрај Македонската опера и балет, покрај филхармонијата, покрај театарот, покрај музичкото училиште, средно и високо, значи недостасуваше точно делот од фолклорот и навистина мислам дека ние одлично се вклопивме во тој мозаик. Пред малку со право кажавте дека малку фолклорот во поново време,
како да се подзаборава, не би рекол дека се подценува, ама повеќе се атрактивни овие нови случувања, нови трендови, да речем. И затоа сакам да прашам, што треба да се направи сега на планот на фолклорот кај нас и кој треба и може да го направи тоа? Како да не се подцени фолклорот, да не се заборави. Едноставно, напротив, фолклорот да добие уште поголемо место и значење. Значи, треба да има еден, како и се, за да успешно и функционира, треба да имаме еден државен концепт и подкрепа од државните институции. Добро е што се отвори насоката за традиционални игри во состав на музичко-балетскиот училишен центар Илија Николовски Луј. Факултетот на етнологија и антропологија кај што и јас бев дел. Факултетот за етнокорологија во Штип. Значи, сето тоа ние постојано даваме кадри. Меѓутоа, не доволно тие кадри се враќаат во базата, за да сега едуцирани му дадат една нова видување и нова димензија на фолклорот. Исто така, во образовниот процес, сите овие кадри треба да се вклучат активно, за да можат барем за сите овие работи што претходно ги говоревме, да ја запознаат младата популација како што би можело тој процес да континуирано се гради, се надоградува и да живее со една нова современа димензија. И бидејќи полека се движиме кон крајот на емисијата, мислам дека е сега вистинскиот момент да проговориме за она што вие сега го подготвувате, што се очекува од вас. Тоа е свеченоста на 8 април, одбележувањето на 80-те години од постоењето на ансамблот Орце Николов. Ајде малку подетално, попрецизно, барем за оние контури, оние назнаки што сега ги знаете како ќе се одвива тоа, што е се планирано за одбележувањето на овој ваш и наш, би рекол, голем и значаен јубилеј. Планирани се неколку концерти, централните свечености се планирани на 8 април во Македонската опера и балет, каде што ќе имаме и пригодна изложба на фотографии, каде што ќе дадеме еден приказ на голем број наши активисти и врвни уметници кои што ставил траен белег и во Орце Николов и македонската култура. Ќе изготвуваме еден генерацијски концерт каде што ќе има 5 генерации на ансамблот Орце Николов со пригодна програма, кој што овој концерт ќе биде главно со репертоар од македонски игри и песни, за да на крајот од годината направиме еден репертоар каде што ќе биде, да речем, мултиетнички, ќе ги исполниме и главни и numери, ќе има numери и од нашите националности кои што живеат на ова поднебје, каде што е исто и се присутни на нашиот репертоар. Исто така во текот на годината ќе изработиме, како што редовно тоа го правиме, и голем број на едукативни работилници. Исто така ревија на носи, учество на значајни фестивали и во Скопје. Фактички јубилејот нема да биде и заврши на 8 април, туку ќе трае во целава ова... Речи си цела година. 2025 година. Точно. Цела година имаме и на меѓународен план исто некои активности. Имате изложба на фотографии? Да, реков да во контекст на првиот концерт ќе биде изложба на фотографии, така да навистина мислам дека како и секојаш досега ќе си дадеме свој белег во мисијата која што ја имаме. Во ова издание е содржан дел од вашите активности. Од гласите во медиумите, вашите бројни настапи во земјава и во странство. Тука се наградите и признанијата кои со право сте ги освоиле. Еден пресек. Верувам дека доколку обезбедите средства, дека ќе подготвите и ново монографско издание, кое ќе ги одбележи
не само 75-те, туку и 80-те години на ансамблот Орце Николов. Ние секогаш правиме напори да оставиме, навистина е тешко и иако јас зборувам афирмативно и секогаш сакам да позитивно да размислувам, сепак состојбата со фолклорните ансамбли во опаѓање пред 15 години имавме 70 ансамбли, во Скопје сега работат 15-тина, така да тоа доволно говори за еден пат. Меѓутоа, секогаш ќе бараме нови, современи форми, за да можеме да го привлечеме се повеќе вниманието и оној период кој што исклучително негативно влијаеше со ковидот, да полека го надминеме и да ги привлечеме нашите луѓе, нашите деца, затоа што само на тој начин ќе успееме да ги социализираме, да ги отргнеме се повеќе од негативните влијанија кои што нажалост се присутни и на тој начин да ја зачуваме оригиналноста и изворноста и таа специфика и богатство кој што го има македонскиот фолклор и култура. Вие ни донесовте овдека во студиото неколку рекламни материјали за вашите активности, за вашите настапи, но ми кажавте дека посебно разгледниците како рекламен материјал се покажува и докажува дека се најтрајни. Нив никој не ги отстранува, односно ги чува и тие се траен спомен. И можеби е убава една практика, бидејќи денеска се помалку се пишуваат писма, се помалку се пишуваат разгледници, ги нема и тие дописни картички, но тие разгледници, таму каде што патувате, таму каде што гостувате, таму каде што настапувате, мислам дека е убаво на публиката, на вашите домаќини, вие како гости, да им ги подарите, бидејќи на тој начин им го подарувате и приказот на нашите носи, на нашите везови, па би рекол на нашата култура и на нашата традиција. Еве во раците, штото поддржите едно симпатично издание. Ова е секогаш одејќи и црпејќи искуства, гледаме да практични изданија. Значи, ова е амблемот кој што го изработил Никола Мартиновски, каде што јас успеав да го најдам и договорот, каде што Орце Николов како член го задолжил за да изработи Значи познатиот знаменитиот Никола Мартиновски, кажавме како член на Орце Николов. И секогаш бараме форми за тие да бидат подостапни и попрактични за да живеат понатака. Значи тоа е тоа што можеме ние да го направиме и секогаш ќе бараме форми, имавме најразлични форми, имавме одејки по турнеите изработено, пошто често патувавме со автобус, па дојавме некоја идеја, изработивме еден календар како автобус, па тоа по тие установи, училишта, градинки им беше многу интересно кога го изработува со наши апликации од настапите и така да секогаш наоѓавме доста креативно и иновативно. Бидејќи сме на самиот крај од емисијата, сакам да ве замолам со еден од овие фломастери да ни се подпишете овдека, значи името и презимето, Сашо Кузаревски, а во овој дел една ваша мисла, една ваша порака. Овдека вашата порака. Еве додека чкрта фломастерот, само да кажам дека навистина ми е драго што вечерва имавме гостин што проговори за македонскиот фолклор и тоа ќе го практикуваме и во наредните емисии со представници на други ансамбли, бидејќи целта и на оваа емисија е токму тој континуитет за кој што говоревме, поврзан со нашиот идентитет, традициите, јазикот, писмото, културата, уметноста. Благодарам. Еве да ви прочитам што ни напиша нашиот гостин Сашо Кузаревски. Нашиот живот е креација
на нашите мисли и дела. Навистина е така. Еве сакам и со рака да ви честитам за сите досегашни ваши успеси, резултати, награди и признанија. А она што е најбитно, дека членовите на ансамблот Орце Николов убаво другаруваат, убаво го исполнуваат слободното време, меѓу другото и патуваат и има повеќе од 55 брака склучено во историјата на ансамблот и тоа е забележано. Многу интересно и за одбележување и на вистина мислам, еве и јас на младите да им кажам, ако сакаат необични и трајни спомени, нека се вклучат во овој ансамбл или во другите ансамбли, нека играат, нека пеат, нека патуваат, бидејќи тоа никогаш повторно нема во животот да им се случи. Животот нема репризи. Тие нешта може да им се случат само додека се млади, со енергија, со радост, со полет и, како што рековте, и со љубов. Точно. Ви благодарам, Сашо, за благодарам на гостување. поканата и можноста да презентирам дел од она што ансамблот Орце Николов го има направено и се надевам дека и во иднина и новите генерации имат уште многу што да кажат, а преку оваа годишнина да им дадеме и една благодарност голема до сите оние изминати генерации кои што го градеа овие Што се градиле во темелите на овој ансамбл 8 децени. Благодарам. Јас благодарам.